Владата забрзано работи на изготвување на новиот софтвер кој треба да им помогне на граѓаните полесно да ги споредуваат цените во маркетите. Преку новата дигитална алатка потрошувачите ќе можат на едно место да ги видат сите цени во сите маркети и да споредат каде е наевтино да пазарат. Проектот за следење на цените го водат Министерството за економија и пазарниот државен инспекторат и е во напредна фаза, а Министерството за дигитална трансформација, иако не е директно вклучено, стои на располагање доколку биде побара на техничка поддршка. Мислам дека се во напредна фаза на работа и на овој софтвер. Забележав дека и приватна иницијатива во овој дел, дека приватни субјекти, невладини организации работат исто така на веб страница која што ќе прибира цени и ќе ги агрегира, така што од нас не беше побарана поддршка и помош, но стоиме на располагање, како што кажав и пред некое време, стоиме на располагање да помогнеме доколку за тоа има потреба. Паралелно со новиот софтвер, премиерот Мицкоски најави и нови мерки за стабилизирање на цените и засилени контроли и кај трговците и кај дистрибутерите. Ако се утврдат драстични поскапувања, владата ќе примени мерки и нема да се толерираат трикови преку прокси фирми под изговор за пиар и маркетинг. Посебен фокус ќе има и на влезните фактури од каде тргнува формирањето на цената. Владата порачува стихија на пазарот нема да се дозволи. Досегашните мерки како замрзнувањето на маржите дале резултат со намалување на цените и инфлацијата, посочуваат од владата. Но граѓаните чекаат конкретни алатки како ветениот софтвер, што навистина ќе им го олесни секојдневието.